Дезинформациите се смртоносни. Можат да ја уништат вистината. Речиси како проектилите кои Русија ги користи за да ја опустошат Украина. Дезинформирањето всушност е лажна информација која намерно се шири со цел да се сокрие вистината. Овој вид на искривување на фактите секогаш содржи контекст и цел. Контекстот е во форма на наратив, содржина со лажна порака, пренесена преку различни средства за комуникација, а целта е да се влијае на јавното мислење преку манипулација. Низ децении порозните балкански општества, заглавени во неизвестноста помеѓу гласно изразените европерспективи и скриениот поглед кон истокот, се жртви на ширењето дезинформации. Која е целта на овие дезинформации? Зошто балканците во секојдневните екзистенцијални битки за подобар живот би биле заинтересирани за дезинформации поврзани со руската воена агресија врз Украина? Едноставно, нерешените геополитички прашања во регионот оставаат простор за поткопување на надежите на балканските општества за демократизација и евроатлантска интеграција и како такви ги прави суперквалификувани за рецептори на лажни вести од различни центри на моќ. Траекторијата на преземање и реобјавување дезинформации од Белград со локални ограноци на руските медиумски центри, како што се Russia Today Balkans, Sputnik, Russia Beyond, е повеќе од очигледна. Постојат случаи каде некои медиуми ја реобјавуваат сторијата директно од оригиналниот извор, а потоа со домино ефект истата се пренесува од медиум до медиум, понекогаш дури и без да се именува изворот на сторијата. Постои дури и одредена шема во типот на дезинформации кои се шират низ регионов, како лажните закани за бомби во училиштата, користење верски заедници за создавање етнички или други конфликти. Овие стории, намерно или без претходна проверка на фактите, се реобјавуваат од многу регионални медиуми. Која е длабочината на спинот дека радиоактивен облак се движи кон Полска и остатокот од Европа? Руските државни медиуми, цитирајќи го секретарот на Рускиот совет за безбедност Николај Патрушев, објавија сторија за уништување на муниција со осиромашен ураниум во Украина, од што се создал радиоактивен облак кој наводно се движел кон Западна Европа. Повеќе од 30 регионални онлайн медиуми, предводени од Russia Today Balkans, во следните неколку дена ја презедоа оваа приказна. И украинските и руските власти го потврдија нападот. Од ниту една страна не беше споменат осиромашениот ураниум. И меѓународната и полската агенција за атомска енергија потврдија дека нема зголемено гама зрачење во Украина. Регионалните проверувачи на фактите ги истражија доказите поврзани со оваа дезинформација. Зошто е направена оваа лажна конструкција? Наводниот радиоактивен облак е перверзен обид да се шири страф и паника меѓу населението, како и недоверба во системот. Русија ги користи негативните чувства на луѓето од Западен Балкан кон муницијата со осиромашен ураниум, побудени од препознатливиот наратив од времето на воздушните напади на НАТО врз поранешна Република Југославија. Пораката е дека акциите на НАТО се штетни, дека поради нивните донации за Украина во воена опрема и муниција, штетните последици ќе бидат почувствувани низ цела Европа, а со тоа и во државите од Западен Балкан. Која е позадината на наративот дека на раквицата која генералот Залужни ја носи има кукаст крст? Откако рускиот председател Владимир Путин издаде наредба за агресија врз Украина и се впушти во, како што тврди, дека тоа е денацификација на земјата, наративот за украинците како поклоници на нацизмот и нацистичките символи не престана да се шири низ медиумите и социјалните мрежи. Државно контролираниот руски новински портал russiatoday.com објави статија насловена како "Главниот командант на украинската армија позира со нараквица со кукаст крст". На неа беше прикажана фотографија од генералот Залужни, која беше објавена на неговиот Твитер профил неколку дена претходно. Според сајтот за проверка на факти Lead Stories, мотивите на неговата нараквица личат на дизајнерска серија која се продава како викингшка нараквица, а амблемот за кој станува збор се нарекува Соломонов јазол. Проверувачите на факти од Балканот ја разоткри оваа лажна вест. Сторијата за денацификација се гради како главен руски наратив, чија цел е да го оправда бруталниот чин на агресија. Од друга страна, со поддршката на Украина, Европа ги поддржува нацистите, ги поддржува нарушените вредности.
Наводната нараквица со кукаст крст на залужни се користи како практична демонстрација на равенката НАТО плюс Украина е еднакво на нацисти и дека сите членки или земите аспиранти за членство во алијансата имаат или следат нацистичка идеологија, за разлика од правилната руска доктрина како спасител во воената операција Украина. Која е целта за ставањето пари во носот на Зеленски? На 4 април 2022 година, видеото, наводно снимено на плоштадот Дуомо во Милано, се појавило на телеграм каналот на добро познатиот ширител на дезинформации под име Вечерни Омаров. На видеото е прикажан билборд со сликата на Зеленски, каде луѓето ставаат пари за донација во ноздрата на украинскиот председател. Според италијанската платформа за проверка на фактите Open, видеото беше широко споделено и гледано од Твитер профили, добро познати по ширењето лажни вести, како Радио Дженова, Спринтер и многу други. Вистинската инсталација е проверена и заклучено е дека во самиот билборд нема простор кој би содржал било каков вид вакуумски систем. Рабовите на билбордот не одговараат на вистинските рабови на тотемот. Регионалните проверувачи на факти ги истражија доказите поврзани со оваа дезинформација. Случајот со билбордот е обид за визуелно прикажување на рускиот наратив поврзан со прашањето што европските граѓани треба да си го постават. Каде одат нашите пари? Нанесувањето штета на репутацијата на Зеленски треба да ги подкопа западните вредности и да предизвика револт, бидејќи финансиската помош за Украина завршува во нечии џебови. Овие три примери служат за неколку примарни цели: подривање на функционалноста на државниот систем на земјите од регионот, прикажување на владите во овие земји како некомпетентни, кршење на западните вредности, ширење на евроскептицизмот, одолговлекување или запирање на пристапните преговори со Европската Унија. На крај, главниот наратив на фармите тролови е: Русија е стандардниот носител на новата ера и вистинските вредности, на антиимпериализмот, на новиот праведен светски поредок. Затоа, јавноста мора да почне да ја разликува вистината во морето дезинформации, бидејќи се создава притисок врз јавната перцепција, која почнува да гради ставови врз купиштата лаги во медиумите. Затоа, критичкото размислување и медиумската писменост се клучни.